Непознати хулигани ноќва го опустошеле Штип, кршели и уништувале саксии со цвеќиња покрај реката Отиња. Од утро во гледката е фрапирачка. Уништени цвеќиња, расфрлана земја и спокршени саксии на сите страни. На мета на вандализмот се нашли и цвеќињата кои пред само 2 дена беа положени на споменикот на евреите во близина на Штипскиот музеј. Граѓаните револтирани велат сцените од утрово се разочарувачки. Со ова однесување велат Европа само на сон, далеку е културата од овој град. Велат доста е, потребни се навистина строги казни, кои ќе бидат воспитна мерка за хулиганите кои денес кршат, а утре може и да напаѓаат. Лудаци кој може. Искршени се комплет. Фрлени во Отиња. Штета. Штета и за градот, штета за се. И за јавното предпријатие, за се е штета. А тоа го плаќа и народот и сите. Златна убавина у градот да се има, што убаво цвеќиња цветат за мерак. Градоначалникот прави за убава, они бутат. Не знам што да кажам. Па не треба тоа да се прави. Кој го прави, не знам. Не е тоа убаво, тоа се ние плакиме после, шо? Па младите, сигурно јас нема да идам да го бутнам. Младите пијанчат се, другират се и бутат. Тоа што имаме неодговорни млади луѓе, неодговорни родители кои го стават своите деца без воспитување. Тоа треба длабока анализа. Мислам, живееме во такво општество што мора да живееме, едноставно. Тука сме. Тоа е нашето секојдневие. Сега мора нешто да се преземе. Штета уништуваат се објекти, уништуваат се жадрнињени клупи и така натаму. Не доликува тоа на цивилизиран град. Не знам колку има, во никаде го нема. Тернерите, што да кажам, тоа кој го прави, нека му е на негова чест. Тоа не е само тука, и нагоре има пуно. Анкетираните на терен се децидни. Овие агресивни однесувања произлегуваат од дома. Земнет телевизија тие тврдат дека ваквите лица немаат љубов и воспитување дома, па затоа јавниот простор сега изгледа вака. Жалосно е, велат, бидејќи ваквите случаи се почести. Постари не се сигурно. Тие што биле воспитувани во времето кога имаше школство, кога школството беше не само учење, туку и воспитен центар. Младите се, ја мислам, со навлекувањето на технологијата малку немат доволно внимание од родителите, немат доволно внимание во школите и за жал доведува до погрешно воспитување. Наку ваквиот злочин веќе неколку пати само оваа година се повторува во Штип. Овој вандализам се повторуваше и во претходните месеци. Граѓаните понатаму бараат казни за сторителите за да се стави крај на ваквите злочини кои уништуваат сликата на градот.